Што мислиш дека се случило со овие кутри растенија? Овие растенија страдаат од недостаток на хранливи материи. Тие немаат доволно микронутриенти потребни за раст. Луѓето исто така може да страдаат од болести заради неухранетост. Од каде растенијата ја добиваат својата храна? Сетете се дека тие се автотрофни, што значи самите си ја создаваат храната преку процесот на фотосинтеза. Можеш да научиш повеќе за фотосинтезата во ова видео. За да ги создаде сите неопходни макромолекули, растенијето треба прво да обезбеди други елементи од почвата. Например, азотот е неопходен за да се создадат протеини. Растенијето А нема доволно азот, што требало да го добие со апсорбција на нитратни иони од почвата. Како што знаете, азотот е потребен за да се создадат протеини. Без овој елемент растенијето ќе има застој во растот. Постарите листови ќе бидат жолти и понекогаш збрчкани. Погледни го кутрото растение Б. Ова растение има недостаток на магнезиум. Како што можеш да видиш, тоа е жолто, затоа што магнезиумот е потребен за да се создаде хлорофил, зелениот пигмент кој ја апсорбира светлината во хлоропластите. Бидејќи ова растение нема доволно хлорофил, тоа ќе изведува помалку фотосинтеза и неговиот раст ќе биде ограничен. Ајде да ги видиме растенијата В и Г. Тие исто така страдаат од недостаток на хранливи материи. Паузирај го видеото и запиши ги разликите кои ги гледаш помеѓу нив. Растенијето В има недостаток на калиум. Постарите листови се жолти, но жилките им се се уште зелени. Растенијето расте бавно. Калиумот е потребен за растот и за имуниот систем на растенијето. Растенијето Г има недостаток на фосфат. Постарите листови се темнозелени, а некои отпаднале. Понекогаш жилките им стануваат виолетови и растот на растенијето заостанува. Ова е затоа што фосфорот е вклучен во преносот на енергија, па целото растение не расте правилно, вклучувајќи ги и корените. Достапноста на хранливите материи е од суштинско значење за земјоделците, бидејќи растенијата без сите неопходни хранливи материи ќе растат побавно и ќе даваат помали приноси. Хидропоника е нов вид на земјоделство, каде растенијата не се одгледуваат во почва, туку корените им се потопени во вода со хранливи материи. На овој начин земјоделецот има контрола врз минералите во растворот во кој растат растенијата. Во традиционалното земјоделство, каде растенијата растат во почва, земјоделецот може да користи ротација на посевите, менувајќи ја културата во полето на секоја година или две, затоа што различни земјоделски култури имаат различни потреби за хранливи материи. Исто така може да додадат ѓубрива во почвата. Тоа може да бидат вештачки ѓубрива кои се нарекуваат НПК, скратено од Н азот, П фосфор и К калиум, кои ги содржат. Природните ѓубрива може да содржат човечки или животински отпад, како на пример коњски измет или отпад од сточарска фарма. Изметот и урината содржат многу хранливи материи неопходни за растење. Можеш да научиш повеќе за земјоделството од ова видео. Во ова видео научи кои хранливи материи му се потребни на растенијето и што се случува со него ако не ги добие во доволни количини. Исто така научи како и зошто овие минерали влијаат на земјоделството. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.